Како партија упативме апел до сите македонски партии за заеднички настап на предстојните парламентарни избори во изборната единица број 6. Меѓутоа, од страна на СДСМ и на ДПМН бевме експресно одбиени, со што пропадна шансата да се освојат што поголем број македонски пратеници кои најдобро би го штителе интересот на македонците во оваа изборна единица. Во оваа прилика го прашуваме носителот на кандидатската листа на ДПМН за изборна единица број 6 господин Никола Поповски и му порачуваме да престане да ги лаже и да манипулира со македонските гласачи. Цело време ветува изградба на нови економски објекти, меѓутоа да го запрашаме него, но и да ги запрашаме македонците од овој регион. Дали се сеќаваат на некој нов стопански капацитет отворен во последниве 8 години? Дали се сеќаваат на некоја фабрика или погон која што е отворена додека на власт е ова владеачка гарнитура? Напротив, можеме да му порачаме дека граѓаните на Тетово и Тетовско добро го знаат владењето на ДПМН. Позади нас е еден од спомениците на владењето на оваа гарнитура, медицинска пластика, малку подолу е Шик Јелак, емо Тетово и уште еден споменик за така нареченото успешно владење на оваа гарнитура. Ќе го подсетиме и дека слободната економска зона во село Сарачино зија е празна, иако на неколку пати досега беше отворена како предизборен маркетинг, меѓутоа ниедна нова фабрика таму не се гради. Исто така, некогаш гигантите и успешни компании, како што се Житополок, млекара од Тетово, се до промената на собственичката структура, работеа многу успешно. Меѓутоа, од кога се промени собственичката структура на овие предпријатија, може да се каже дека од кога се промени собственичката структура во овие компании, овие предпријатија паднаа на колена. Тоа може да го почувствуваат како вработените, така и нивните кооперанти. Вчера бевме сведоци на пресконференција на Општинскиот комитет на ДПМН, на која луѓе кои што до лани ветуваа дека ќе изградат црква во Тетово, кои што ветуваа дека директор на детската градинка во Тетово, директор на јавното комунално предпријатие ќе бидат македонци, дека за 6 месеци ќе го довршат изградата на градскиот водовод и од тоа ништо не остварија. Сега повторно, без никаков срам, ветуваат илјадници нови проекти, ветуваат илјадници километри патишта, железници, ветуваат илјадници нови работни места и очекуваат народот тоа да им верува. Исто така, на вчерашната пресконференција, Општинскиот комитет на ДПМН упати јавен апел до граѓаните да не гласат за така наречените мали партии со цел само една партија, нивната, да ги освои сите можни пратеници во македонскиот парламент. Па зарем е тоа демократијата за која се бореше истата таа ВМРО ДПМН на почетокот на 90-тите години. Меѓутоа има една разлика, тогаш начело на таа партија беше човек со визија и чувство за демократија, за разлика од сега, кога во Македонија очигледно демократијата е на најниско можно ниво.